Спорт на Укло FM. Трето полувреме. Драги пријатели, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Трето полувреме на Универзитетското радио Укло FM Битола. Во најавата ќе кажеме дека во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на тениските терени кај градскиот стадион во Битола се одржува вториот универзитетски турнир во тенис Укло Open Colors 2024. На турнирот, кој започна вчера, силите ги одмеруваат 25 учесници, студенти и вработени на Укло, средношколци и граѓани кои го практикуваат овој спорт. Општ е впечатокот дека и ова е една од активностите со кои се подобрува квалитетот на студирање и живеење на студентите и вработените на универзитетот. Турнирот е од рекреативно-забавен карактер. Започна со надпреварите од групната фаза, учесниците се поделени во две групи, во првата наставно-академски кадар на Укло и надворешни учесници, а во втората студенти од единиците на универзитетот и средношколци. Денешното издание на емисијата Трето полувреме е посветена на вториот универзитетски турнир во тенис Укло Open Colors 2024. Останете со нас на 90,8 да слушнете како беше на првиот ден од турнирот. I want you to hold me, don't let me go. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me to the light. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. Take me away. Promise you won't wait me before you leave. Leave me in a daydream, just you and me. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me to the light. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. Како што кажавме во најавата, во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на тениските терени кај градскиот стадион во Битола на 13 и 14 јуни, значи вчера и денеска, се одржува вториот универзитетски турнир во тенис Укло Open Colors 2024. Атмосферата од турнирот ви ја пренесуваме преку разговорите што ги водевме со дел од учесниците. На почеток, разговорот со ректорот, професор доктор Игор Неделковски, по чија иницијатива се организира Укло Open, а кој самиот е меѓу надпреварувачите.
Ректоре Неделковски, втора година поред Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го организира тенискиот турнир UCLO Open Colors годинава 2024. Повторно заинтересирани студенти, академски кадар, граѓани, средношколци. Да, задоволство ми е дека минатогодишниот прв обид се покажа успешен, дека имаше интерес и годинава го организираме вториот UCLO Open турнир и посебно ме радува што годинава е зголемен и бројот на студенти. Значи, активностите што ги правиме за мотивирање на студентите да не бидат само добри во учењето, туку да бидат сестрани личности, даваат резултати. Се потрудивте во текот на минатата и оваа година да се внесат поголем број спортови кои што студентите можат да ги практикуваат, освен тенисот, тука и куглање, стрелање со воздушна пушка, едрење. Да, добро, ние имаме и нашите лиги, имаме универзитетска лига во традиционални спортови, мал фудбал, кошарка, ракомет. Имаме државна универзитетска лига, каде што имаме и солидни резултати на нашите студенти, но и за тие што не се врвни спортисти, значи кои не се дел од екипите на UCLO, организираме настани повеќе во индивидуални спортови и како што рековте имаме така популарни спортови, имавме баскет 3х3, имавме едрење, имавме веслање за прв пат по онаа традиција на Кембридж и Оксфорд универзитетите, куглање, стрелаштво, тенисот веќе по втор пат, може би некои други сега не можем да се сетам, и тоа ќе продолжи и во наредниот период, бидејќи очигледно даваат резултати. Тенискиот турнир од забавно-рекреативен карактер, би рекле, може да се пријават и оние кои што немат никакво искуство со практикување на овој спорт. Па сите, освен универзитетските лиги, сите наши спортски активности се по на олимписко мото, важно е да се учествува, но кога го гледам жарот со кој влегуваат нашите студенти, но и нашите професори, мислам дека и нему е единствено важно да се учествува, доста се амбициозни, но тие се отворени за сите, ги поттикнуваме сите да учествуваат и овој турнир ни е посебно драго што ни е отворен и за средношколците, бидејќи на тој начин можат да се запознаат дека ако се запишат на еден од факултетите на UCLO, во нивните наредни 4 години нема само да учат, туку и ќе се забавуваат и ќе спортуваат. На тениските терени нема разлика студенти и професори, па ни ректори. Тука играте и вие. Апсолутно. Мислам, нашиот организатор ќе каже, мислам ги делат по возрастни категории, некако така, сепак да има некоја фер почеток на надпреварите. Играм јас минатата година бев четврти во категоријата на наставен кадар, согласно возрастната категорија. Ќе видиме како ќе биде годинава. Посакуваме медал. Благодарам. Благодарам за разговор. Добар ден на сите. Моето име е Лјамчевски Маријан, виш работник за спорт и култура на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Годинава повторно UCLO Open 2024 под капата на Colors, секако, на Алијансата на Европскиот универзитет. Колку учесници, колку надпреварувачи се јавија на повикот за учество? Минатата година започнавме, оваа година продолжуваме со вториот поред универзитетски турнир во тенис, UCLO Open, годинава со префиксот Colors. Годинава се пријавија вкупно 25 учесници, од кои што дел се во категоријата студенти, дел се во категоријата професори и административен кадар на универзитетот, меѓутоа имаме годинава и надворешни учесници и средношколци во категоријата средношколци и студенти. Зголемен бројот на учесници за разлика од минатата година, организацијата сепак останува иста, можеби малку со поголем напор и поголемо ангажирање. Времето за да се привлечат повеќе. Така, времето малку не ни оди во прилог заради високите температури, меѓутоа зацртаното мора да се оствари и да го одржиме овој турнир. Годинава надпреварите ќе бидат поделени во 2 дена. Во првиот ден ќе бидат надпреварите во групи,
кога ќе ги дознаеме полуфиналистите кои што пак ќе се вкрстат во мечевите за медали. Денеска тука на тениските терени кај градскиот стадион во Битола, кажавте тој надпреварувачки дел во се играат надпревари во групи, утре се доделуваат наградите. Што очекувате, какво е расположението кај учесниците, ги гледате, се договарате цело време? Бидејќи напоменавме во пријавата дека не е потребно претходно искуство за учество на овие надпревари, очекуваме пред се добра забава и дружење како помеѓу студентите, така помеѓу и професорите и студентите, која што е и основната цел на ова манифестација, и се надеваме дека в година ќе добие и меѓународен карактер, односно ќе имаме и гости од странство. Разговараме сега и со Петар Чакулевски од тенискиот клуб Чакулевски, кој се јавува како коорганизатор на UCLA Open Colors 2024. Минатата година за прв пат турнирот, годинава е повтор пат, што не радува фактот дека има поголем број учесници на преварување. Прво сакам да упатам јавна благодарност до ректорот и до UCLA, бидејќи повтор пат се организира ваков турнир, кој што е втор пат во историјата на UCLA, значи не само во оваа година. Оваа година е поголем број на учесници, и студенти, и средношколци, и административен и наставно-научен кадар. Имаме денес едно прекрасно време и денеска и утре ќе имаме еден супер турнир, каде што утре ќе бидат доделени наградите за најдобрите, и се надевам дека секоја година ќе биде се подобри и подобри. Колку се младите заинтересирани за тенисот? Ова ве прашувам затоа што вие работите со тенискиот клуб Чакулевски, имате членови, работите со која возраст? Да, значи јас работам со најмали деца, интересот кај најмали деца е голем, но ме радува фактот што со ваквите настани, со ваквите турнири и повозрастните луѓе и средношколци, студенти земат замах, значи тенисот и кај нив. И баш ме радува фактот што се повеќе луѓе во нашиот град тренираат и играат тенис. Имаме услови за практикување на тенис, еве во овие пролетни, летни, есенски месеци, во зима како се снаоѓате? Да, во зима се снаоѓаме во сали, училишни, средношколски. Од оние што сега кај вас се како ученици, почетници во тенисот, ги очекуваме понатаму студентите идни на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ваквата соработка помеѓу клубот ваш и универзитетот секако оди во прилог. Па нормално дека да, јас значи годините имам и средношколци кои што активно тренираат преку 10 години кај мене тенис и кои што се на овој турнир, значи учествуваат како студенти и како средношколци се запознаваат со вон училишните активности кои што UCLA ги презема во последните 2 години на еден прекрасен план, значи со многу вон училишни, вон студиски настани и учествува во разни спортови, каде што студентскиот живот му е многу збогатен. Сега ве гледав дека се јавивте и како судија на преварите. Да, се што е потребно за овој турнир успешно функционира. Што друго е потребно за да биде се во најдобар ред? Се е направено онака како... Се е направено, значи имаме прекрасна организација, имаме екипи од Црвен крст, за сите учесници има вода, тениски рекети, професионални тениски рекети, професионални топчиња, имаме прекрасни пехари и така. Посакувам успешен турнир, па до година и поголем број на учесници. Благодарам за поддршката, па ќе видиме во контакт. Да. Благодарам уште. Фала. Run away, right now let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand, chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine, with 20 floors left to go. Oh yeah, been out here drowning in the rain, trying to switch the lane, but you. So don't waste this time, yeah, I don't move slow. One good shot and I'll let you know it's all I
let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. Како што кажавме, на турнирот се надпреваруваат студенти, професори, административен кадар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, средношколци и граѓани кои рекреативно се занимаваат со овај спорт. Разговорите што ги снимавме со нив ќе ги слушнете во продолжение. На почеток, што ни кажаа студентите. Здраво на сите, јас сум Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание и огромна е честа да се наоѓам денес тука на UCLO Open, кој што се одржува втора година поред. Предходно искуство со тенисот? Предходно искуство со тенис сум немал, не го играм тенисот, но затоа сум тука да пробам да научам, бидејќи сме од тенисот од рекреативен карактер. Исто така, мој идол од спортот е Новак Џоковиќ, кој е воен тенисер. Значи, од тенис само следење на Џоковиќ, а сега и да се пробаш на теренот, како ќе биде? Токму така правилата и начинот на игра ги знам, да не речам безпрекорно, но ќе видиме дали тоа ќе се одрази во мојата игра на терен. Можам да забележам дека за разлика од минатата година сега може би повеќе студенти пријавени и гледам тука учесници, но очекуваме да дојдат и професори, академски кадар, граѓани, љубители на овој спорт, средношколци. Токму така првично се докаже турнирот во баскет кој што беше организиран пред неколку месеци, каде што се направи еден спој на студентите и професорите, исто да се надеваме дека ќе биде тука воедно и лице надвор од академскиот кадар. Како се набива на турниров? На турнирот се набива подсенка и со ладно шише вода. Благодариме. На вториот тениски турнир, организиран од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, UCLO Open 2024, пријавени се 25 учесници, а секако меѓу нив и студенти, нели, целната група за кој што е наменет овој турнир. Ќе разговараме сега на почеток со два од нив, студентка и студент. Ајде да ни се представи. Ангела Јанкуловска, студентка на ФИКТ. Која година? Прва. Стефан Ристевски, студент на ФИКТ, трета година. Сега морам да ве прашам, се занимавате активно со тенис или? Не, никогаш не сум играла тенис, се занимавам со ракомет. И едноставно ми се прави желба да играм тенис и решив да се пријавам за овој турнир. Значи, прво крштевање на тениските терени. Да, така. А ти? Не сум тренирал тенис, порано тренирав одбојка, па бидејќи го пратам од тенисот и го обожавам, па решив да учествувам на овој турнир. Значи, освен правилата, ништо не ти е друго познато. Да, точно. Добро, турнирот е замислен да биде од забавно-рекреативен карактер, повеќе за дружење, за забава, за запознавање на студентите меѓу себе, меѓуто и на академскиот кадар, и на граѓаните воопшто, и на средношколците. Ангела, организаторот, универзитетот, рече дека оние што немаат опрема, што немаат ракети, ќе добијат тука. Ти? Да, јас немам опрема своја, ќе добијам од овде и сум му благодарна на организаторот што ни овозможи да имаме опрема на тие учесници кои немаме, за да можеме да играме. Сега, исто и ти? Исто јас немам опрема, па исто така благодарам на организаторот за можноста што тој ни нуди опрема. И сега, како очекувате да помините со оглед на тоа што и двајцата немате искуство никакво во играње тенис, освен тоа што го гледате и го следите на малите екрани? Немам некоја представа, туку само сакам да играм од забава, од задоволство и едноставно да се поминам убаво и да се дружам со другите учесници. Така. А ти? Не имам некои очекување, но тука сум нормално да се дружиме, да помини времето и... Добро, ова е само почеток, кој знае понатаму, можеби и ќе започнете да тренирате тенис, тоа е и целта, нели, студентите и останатите да се заинтересираат, па да продолжат со практикување на овој спорт. Да, точно. Така. Ви посакуваме на двајцата убаво да си поминете и па еве да ве гледаме ако продолжите да тренирате и како представници на UCLO на некои надпревари. Така, ви благодарам и вас. Ќе ни се представите? Да, јас сум Ангел Георгиевски, апсолвент на педагошки факултет тука во Битола. Со тенис се занимавате? Да, игравме баш на прошлогодишниот
турнир, освоив јас второ место и се надеваме на прво место. Како гледате на организирањето на ваквите спортови на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола? Па гледам дека ова е супер, очекувам уште повеќе надпреварување не само во тенис и во останати спортови како фудбал, кошарка и така натаму. За разлика од минатата година, мислам, почетоците, тогаш како и сега забавно-рекреативен карактер, голем број од учесниците не ни знаат да играат тенис, меѓутоа дошле. Вие претходно имавте искуство некако? Значи, баш тоа ми се бендисва, да кажам, иако јас имам искуство со тенис, другите кои што немат, баш треба така да ги викаме да идат да играат, да не се плашат дека немат никакво искуство, иако немат играно воопшто тенис, пак баш треба да играат и да не се плашат дека немат воопшто играно порано. Според мене не е битно дали ќе победиш или ќе изгубиш, битно е да спортуваш и да се забавуваш. Не е битно дали ќе си прв или после. Да, меѓутоа денеска дојдовте за да освоите прво место. Добро, на то се надевам, но и да не бидам на првото место, нема да... Битно ми е мене само да спортуваме и да се забавуваме. Одиме со музика, па потоа и разговорите со професорите, учесници на вториот универзитетски турнир во тенис UCLA Open Colors 2024. I try to answer my desires and then stay up late with synthesizers in the studio, but something's missing in the wires. It's like the music's lost the fire. Hey, don't let it go. When you were here, I never fear, and everything could disappear. I will sit alone in silence. I need to get back to the sound that can lift me off the ground. I pray the speakers give me guidance. I trust you more than words can say, more than life, more than any DJ. Let's go, I can't resist, oh. Italo disco, I must insist, oh. But maybe we could start just by taking it slow. Then up the tempo, under the moon's glow, like moving shadows. I know it's not the pizza, far on the floor with my señorita. Got me looking high and low, but I can see ya. But every time I think I do what I think of you, I hear Italo disco. I'm so distracted, overthinking. So many questions in my head. Why'd you live? Where'd you go? I'm on the dance floor, but it's sinking. And I don't think my heart would flow. When you were here, I had no fear, but always music in my ears. You made my heart beat like no others. I miss you more than words can say, more than life, more than any DJ. Let's go, I can't resist, oh. Italo disco, I must insist, oh. But maybe we could start just by taking it slow. Then up the tempo, under the moon's glow, like moving shadows. I know it's not the pizza, far on the floor with my señorita. Got me looking high and low, but I can see ya. But every time I think I do what I think of you, I hear Italo disco. Tonight, we're gonna dance till the sunrise. More other is in my blood, and my heart beat to the rhythm of the disco, Italo disco. I know it's not the pizza, far on the floor with my señorita. Got me looking high and low, but I can see ya. But every time I think I do what I think of you, I hear Italo disco. I hear Italo disco. But every time I think I do what I think of you, I hear Italo disco.
Како што најавивме, по музичката пауза следуваат разговорите со професорите, учесници на вториот универзитетски турнир во тенис UCLO Open Colors 2024. Професорот Јосиф Петровски од Педагошкиот факултет во Битола е редовен учесник на сите спортски настани што ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професоре, бевте учесници на првиот тениски турнир UCLO Open 2023, еве сега повторно и на UCLO Open Colors 2024. Да, овие манифестации се добри за како тимбилдинг и за поблиску да сме со студентите. Редовно учествувам на сите спортски активности, пред се како забавен дел, некомпетитивен, и да се дружиме и да се забавуваме пред се. Искуство со тенисот претходно имавте? Не. Скромно? Немам никакво искуство. Тука како ги играме рекреативно, аматерски. Сега се случува студенти да играат со професори? Не знам како е годинава, минатиот пат бевме поделени. Академскиот кадар на друго место, студентите меѓу себе, сега годинава не знам каква организација да ќе видиме. Во секој случај, како што кажавте, ова е од забавен, рекреативен карактер, повеќе за дружење, отколку за добивање награди. Да. Сепак што очекувате? Па, дојдени сме да пружиме добра борба, па ќе видиме. Така. Сепак има место и за победа. Ви благодарам и успех на турнирот. Фала, ви благодарам и вас. Зоран Јошевски, професор од Технички факултет Битола. Професор е на минатогодишниот UCLO Open 2023 во својте првото место, бевте најдобри. Добро, значи... Сега доаѓате да ја потврдите? Не, значи ова спот ќе го сваќам како забава, како едно дружење помеѓу колегите од сите останати факултети на универзитетот, но и со студентите, значи заеднички да покажеме дека можеме да се дружиме, дека спортот поврзува и дека знаете како овие наставни активности имаат улога и влијание во делот на креативноста на самите студенти, на нас професорите како наставен кадар и нормално нека победи оној кој што ќе има најмногу среќа. Имате претходно тренирано тенис? Да, долги години немам тренирано тенис, играно тенис многу години, но знаете како, годините си го прават своето. Повеќе од 20 години немав играно, минатата година за прв пат почнав да играм тенис. Мислам да повторно се вратам на терените и успешно беше за моја среќа. Овој пат гледам дека ќе има сериозна конкуренција, така да воопшто имаме тука професионални играчи, така да ќе биде тешко. Добро, кога студентите гледаат дека нивните професори и да не знаат, се обидуваат и се појавуваат на терените, тоа е сигурно и мотивација за нив. Тоа е мотивација, значи и малце и дрскост и храброст. Значи гледате ние на наши години сакаме да се спротивставиме на она каде што тие се доминантни над нас, но истото треба да им го парачаме дека и тие во нивните клуби треба да покажат малку дрскост и да покажат малку знаете како посилен мотив во делот на изучувањето на наставните содржини и да покажат поголема храброст нормално. Добро, можеме да очекуваме и да посакаме да има повеќе вакви настани каде што ќе има измерување на силите на терените спортски. Видете, ова е една позитивна пракса што е започна ректорот на UCLO и не само во делот на тенисот, и во делот на други спортски активности и мислам дека понатаму ќе продолжи бидејќи е одличен пример. Благодариме. Разговараме со уште двајца учесници на тенискиот турнир UCLO Open Colors 2024. Ке ни се представите? Драган Спирковски. А вие сте докторант? Докторант на правен факултет. На правен факултет и професорот? Младен Крајчевски, правен факултет. Професоре, и минатата година, мислам дека се надпреварувавте, бевте учесник на UCLO Open 2023. Како поминавте тогаш, какви се вашите очекувања сега? Одлично поминавме, пред се дружевме, минатата година кога со и второто место, се надеваме годинава да имаме добра дружба и забава пред се и да го промовираме спортот како дел од активностите на Универзитетот Свети Климент Охридски. Ве гледав и на останатите спортски активности кои што се организираа на универзитетот? Да, гледам редовно да учествувам на поголем дел од активностите. Мислам дека спортот е една работа која што ги обединува луѓето, и професорите, и студентите, и асистентите, и сите други, така што добро е според мене да се партиципира во сите овие активности. Тука и докторант од правниот факултет, може би му пренесовте дел од вашата енергија или желба за игра и него? Да, во секој случај, колку повеќе учесници, толку поинтересно и подобро, и поголема конкуренција. Да, во секој случај. А вие сте тренирале тенис? Тенис не. Спортист сум, фудбалер, а инаку тенис не.
Меѓутоа решивте денеска да се пробате и во тенисот. Да, прво да ја пофалам организацијата, мене ми е прв пат овде, секој случај за пофалба, супер дружење, да се запознаеме подобро и така. Докторант на правниот факултет, рековте. Докаде сте со студиите? Па пред одбрана, вајда професоре, пред одбрана на темата, да. Која е вашата тема? Е сега малку и од она што Темата околу јавните набавки е конкретно. Нема ништо за корупција во спортот? А во корупцијата нема ни во јавните набавки корупција, тоа се само муабети, такви работи нема и така. Добро, како спортист рековте фудбал сте играле претходно. Фудбалските терени со тениските терени имат доста разлика. Разлика заедно има заедничко дружењето, спортот, запознавањето и така. Добро. Ви посакувам успешен настап и успешни надпревари еве и денеска. Нема да речам да победи посилниот или подобриот, туку еве да се јакне да речам она дружба што верите и понатаму. Во секој случај. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Благодарам. Бојан Михајловски од ректоратот на Универзитетот Свет Климент Охридски Битола, исто така учесник на надпреварот, но во онај дел каде што се надпреваруваат административниот и академскиот кадар. Точно. Бојан и минатата година беше учесник. Да, за прв пат. И пријатно изненадување од колегите професори, од колеги студенти, се покажа многу голем интерес. За среќа наша, ова година уште поголем интерес, со зголемен број на студенти. Се надеваме дека ќе стане една укло традиција, уште повеќе спортски дисциплини и ќе збогатуваме нашата спортска програма. Да. Точно така. Оно што радува на ваквите настани е што нема разлика студент, професор, наставник, административен кадар, средношколци, основци, можеби, граѓани обични. Апсолутно. Не ни дозволуваме да има некоја разлика. Максимално се трудиме и ние, колку што е можно повеќе се држиме континуирано и физички до помладите генерации и така се трудиме за уште да има подобри надпревари. А првиот надпревар веќе го одигра? Да. Како помни? За моја несреќа, за жал, за ждревка падна професорот Зоран. Изгубив од него во првиот сет. Се надевам сега во остатокот од групата со другите професори и колеги. Ќе се потрудам за да останам и за утрешниот. И за утрешниот. Точно така, точно не се предавам. Добро, посакувам успех. Благодарам многу. Благодарам за разговорот. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се покажа како одличен организатор на вториот универзитетски турнир во тенис UCLO Open Colors 2024. За учесниците кои нема тениска опрема обезбеди рекети, а секако ги повика екипите на Црвениот крст Битола да бидат присутни и да укажат помош некому доколку има потреба. Разговаравме и со нив. Кога се организираат вакви надпревари, вакви настани, нормално е дека треба да има и, за не дај Боже, случај, некој кој што ќе може да укаже помош, па еве денеска тука се екипа од Црвен крст од Битола, ќе ни се представите? Здраво, јас сум Братко, волонтер во Црвениот крст на Битола. Обучен по прва помош и кога има некои вакви турнири, настани поголеми, сегаш сме тука на терен за секој случај некој да не настане некоја повреда. Добри, мајки предвид дека на овие надпревари денеска и утре се надпреваруваат и лица кои што воопшто немаат играно тенис, сакаат да пробаат да видат како е. Секако не очекуваме никаква повреда, но тука сте можеби повеќе заради температурата висока, времето баш во поглед на температурата не ни оди во прилог. Така, доста е топло овој период, сега почнува и нагледе промени на температура. Тука сме само превентивно за секој случај, како што реков, да не настане некоја повреда или до дехидрација на некој од играчите. Во секој случај шишиња со вода има доволно, подготвено се сите за ладење доколку е потребно, но и како она помош сугестивно кога гледа дека има некој за нешто да се случи, сигурно многу им значи надпреварувачите. Така, да. Ви благодарам за разговорот и посакувам да немате работа. Ви благодарам. Фала. Одиме повторно со музика, па ќе го привршуваме денешното издание на емисијата Трето полувреме на Универзитетското радио UCLO FM Битола.
Don't know where you at, don't know where you been. Don't know nothing about that boy you're into. Don't feel bad for you, but I feel bad for him, and all the hell you gon' be putting him through. Probably tell him we're a burnt out flame. Probably tell him that I ain't been on your mind. I ain't nothing but a long gone thing. You can cuss my name, but baby, don't you lie. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me, who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me, baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Do you hide your phone? Did you change my name? When he wants to go to our go-to place, do you tell him you can't, then go out of your way to be somewhere, any damn where I ain't? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me, who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me, baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Don't know where you at, girl, I know where you ought to be. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me, who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me, baby, are you thinking about me? Yeah, are you thinking about me? Are you thinking about me? И сосема на крај да кажеме дека вториот универзитетски турнир во тенис Укло Open Colors 2024 во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола завршува денеска. Вчера на тениските терени кај градскиот стадион во Битола се играа надпреварите по групи, а денеска од 17 часот продолжуваат полуфиналните и финалните надпревари. На сите учесници им посакуваме добри резултати, но првенствено одлично дружење. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Трето полувреме на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Лјупчо Цветковски, ја уреди водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools said, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you
the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Укло ФМ, Битола, јуни 2024 година. Универзитетско радио, Укло ФМ, Битола, 90,8 мегахерци. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола, 90,8 мегахерци.